Политички прогон од извршната власт за да се уценуваат пратениците за гласање на уставните измени. Ова се крие зад обвинението за 27 април, тврдеше денеска на судското рочиште обвинетиот Трајко Велјановски, поранешен председател на собранието. Тој пред судот истакна дека обвинителството нема никакви докази за кривичното дело што им го става на товар, но за уцените на извршната власт вети дека јавноста наскоро ќе дознае. Поранешниот собраниски спикер се изјасни дека е невин. На исто рамниште и останатите обвинети Спиро Ристовски, Милијана Киески и Владимир Атанасовски. Начинот на кој се води ова судење и начинот на постапување на обвинителството е во најдобрите традиции на судењата од 1948 година, кога врз основа на измислени сведоци беа осудувани голем број на патриоти и луѓе кои се бореа за независна Македонија. Обвинителката Вилма Рускоска го прочита обвинението. Според неа обвинетите се обиделе да го урнат уставниот поредок за да оневозможат мирно предавање на власта. Иницијална каписла за народот да влезе во парламентот било пеењето на албанската химна од собраниската говорница, а тоа како што рече Велјановски не го спречил. Ако иницијална каписла било некоја химна, каде е тој човек? Го нема ниту во листата на сведоци на обвинителството, немаме негова изјава, немаме ништо. Што е тогаш доприносот на овие луѓе во сето тоа? Судењето ќе продолжи на 9 март. За тогаш е планирано обвинетите да дадат своји воведни говори, а ќе сведочи актуелниот технички премиер Оливер Спасовски.